Видите, има толку многу детали што освен ако нема директен пренос на сите телевизии, не може јавноста целосно да биде информирана. Ние во делот на објаснувачкиот скрининг и правиме директен пренос на достапен на сајтот на СЕП, правиме и пренос за институциите, за вработените во институциите, за граѓанските организации, за медиумите и за сите заинтересирани. Од оној билатерален скрининг, каде што ние рапортираме и објаснуваме до каде сме и за колку време сме спремни да ги прифатиме обврските од членството во Европската Унија, од тој дел на барање на Европската комисија се уште не е достапен за јавноста, но мислам дека ќе дојде и фазата кога ќе излезат извештаите од скринингот, кога што ќе треба и тоа да биде достапно на јавноста. Скринингот е завршен за два клучни кластери. Кластери темелни вредности, каде што се и правда, правосудство, темелни права, човекови права, фискална политика, финансиска контрола, јавни набавки, значи важни теми, економски критериуми, слобода на медиуми, значи суштинските теми од политичкиот систем и од судскиот систем и од правниот систем се во тој кластер. Тој кластер го завршивме со двата скрининга, и со билатералниот, и со објаснувачкиот. Вториот кластер, внатрешен пазар, кој што исто така е суштински за функционирање на тој внатрешен пазар на ЕУ и за отварање на нашиот пазар кон пазарот на ЕУ, исто така е завршено и во двете фази, објаснувачката и билатералната, и сега сме во третиот кластер. Третиот кластер се однесува на компетитивност и инклузивен раст, и воедно паралелно го отворивме го отворивме скринингот за четвртиот кластер, а тоа е зелена агенда и транспортна политика. Така што навлегуваме, веќе сме скоро на половина од тој процес на скрининг, започна средината на септември, се уште треба да заврши некаде во ноември месец. Како резултат на тој скрининг, каде што и ни се презентира тоа што ЕУ го има направено како законодавство во изминативе години, но исто така и во одредени фази ние презентираме и добиваме прашања како би ги имплементирале европските закони кај нас и колку брзо и колку ефикасно, кој е капацитетот на нашите институции, сите тие прашања кои што се битни за да функционираме како држава членка на ЕУ. По завршувањето на сите поглавја во сите кластери ќе добиеме извештај за секој кластер. Врз основа на тој извештај ќе треба да подготвиме документи за реформи, да речеме во првиот кластер се тие патокази кои што се спомнуваат, кои што треба да ги опишат нашите обврски до членството во Европската Унија. И потоа, како што се отвараат, ќе треба да ги исполнуваме задачите, да се нотира напредокот и во зададена временска рамка која што ние самите ќе ја зададеме, значи нема да не притиска Европската Унија да направиме нешто во определен рок ако ние не сме подготвени, не го прифатиме како обврска. Значи во рамка временска која што ние ќе ја зададеме, а во наш интерес е тоа да биде што побрзо, ќе ги исполниме тие обврски и планот ни е до крајот на оваа декада да бидеме подготвени за членство во Европската Унија.